Тоа не знам да ви кажем права, ќе видам кој ќе умре. Смртта и она што следи по неа останува едно од најдлабоките и најнеодговорените прашања за човекот. Дел од граѓаните веруваат во вечност и продолжување на животот без крај. Други сметаат дека судбината зависи од делата, па добрите одат во рај, а лошите во пекол. Има и такви што отворено велат дека не знаат и дека одговорот ќе го дознаат дури по смртта. За тоа не знам, не сум сигурен, за тоа не знам. Зависи од народот. Тие што се добри оде у рајот, тие што се лоши оде у пеколот. Не. Нема што да се плаши. Кад ќе дојде и толку. По небеси. Как ќе оде? Па никој не може да докаже тоа, само народот еден од други се прикажуваат дека имало горе Господ. Моментално овај Господ е сега, а натака не може никој да докаже баш како. Еден од анкетираните беше дециден дека животот продолжува во вечноста и дека смртта не представува негов крај. Според неговото верување, постоењето нема завршеток, туку се пренесува во вечна форма. Во вечноста нема завршеток на нашиот живот. Така, таа е на некој начин не ослободува од помислата дека ќе не нема на овој свет, а и пустоа не сме единствени, да сме единствени па да речеме сите си живеат, само јас. Значи тоа е јасно, се залажуваме со некои работи, ама универзумот е премногу голем за да можеме да го разбереме. А ние сме се уште тука само на земјината топка. Додека едни се подпираат на верата и традицијата, други сметаат дека никој со сигурност не може да знае што следи по смртта. Токму затоа, ова прашање останува отворено и различно толкувано од човек до човек.